Здраво живо, поздрав од ресторан Куманово СПА, 163 емисија поред, емисија за Куманово. У денешна емисија имамо интересантно гостоговорника, позната кумановка, успешна жена, а нашиот ваш гост е господја Кираца Трајковска, која ќе ни го опише свој дел на живот за њума и за њојно семејство. Кираца, здраво живо, како си? Здраво, добро сам. Поздрав до тебе, поздрав до сви гледачи што ќе го гледав емисија. Да, и на Кумановски ќе се борим. Да. Еве обичаено. Без разлика што сум толку време, добро се зборува кумановски. Прво те прашам како ти е здравје, добро ли си? Добро. Да. Доста си активна жена во кој и што викаат стари луѓе, на старост не му предаваш многу важност. Не. Тој само е бројка. Само е бројка, само е да. бројка, иначе за мене битно човек да е ведар, да е оптимиста, тоа е најбитно. Така и да не се предава. Да, и што викаат стари луѓе, добро мисле многу. Још сум активна и па ја мислам дека и тој е најдобра особина за еднога човека да живи оптимистички и све да гледа позитивно. И за себе прво, па за да речеме свое семејство, своја фамилија и за пријатели околу себе. И се труду да тој мој позитивна енергија кој го имам да го пренесам. Да го пренесеш на други, тоа е многу битно. Ево обичаено и вас ќе ја прашам на почеток. И имам успех од тој. Да. Ведрина е многу битна. А куде сте родени, у кој дел на град тачно? А ја не сум родена у град, јас сум родена у село Доброшане. 53 годину, јули. Тачно е 14 у книге, али и тој има приказна. На 18 година дозна дека правилно сум родена на 12, али било запишано на 14, ја земага после изванично како датум 14.7, така да јоште месец и пол ќе направи 17 години. Добро. Тачно Доброшане, тега не е имало пуно куќе. Не, ја мислам дека не било баш мало. Сега ви зависи што сметате сега за Доброшане. Иначе старо село што си е, си постои в куќе. Значи, али од Кланицу па натамо до излаз од село, тој беше право Доброшане. Уствари, тој е на само подножие, испод, речеме, Бардо планина, како ќе го речеме, а све ова што е од Кланицу наамо, у Башче и куде Горњи Воденици, што е тој предел, тој се вика, као населба е сега, веројатно, Доброшане, не е село право. За тој да, они нема многу измена. Може, например, луѓе староседелци што биле, направиле си куќе, нови едно друго, али ја многу и не сум се не движила усред село. Куќата на моите, односно на нашото фамилију Каранику, е лево сега од пут што иде према Свети Николе. Иначе претходно бемо исто сви од тој страну, затоа што пут за Свети Николе беше меѓу нашу куќу, значи лево се иде и задружен дом. Ако си бија, там постоеше задружен дом, па после беше библиотека детска, значи за деца у село кад бемо и пут за Шуприкамен, а и за Свети Николе. Пошто Куманово, Свети Николе, први пут се направи асфалтен пут 79. Ја се одаде и после се направи пут. Немаше асфалтен пут. Кираца, до временску дистанцу, како би ти опишала твое детство? Па, јас сум у едно, не може да речу дека патриархално, него повеќе традиционално семејство, каде жена била многу почитувана, па може да речу дека и примат имала жена. Од бабо ми, па после и мајка ми. Али воспитани смо биле у тај традиционален дух, а не патриархален, традиционален дух. Ја сам, ми смо две деца, татко ми се вика Никола, сега викале Коле. Еве, ја ќе ги покажам слики, камера ќе ги забележи. Тој е татко ми и негова сестра, Очка, тој е татко ми кај се жение. Стои дека 49 или 50, на 19 години се оженија. Еве го имамо слику каде се заедно. Само ќе го најдемо. Ево. Тој са мајка ми и татко ми. И сега ако е каде сви традиционално сега дека зимав се од љубов, моите мајка и татко виделе се на прв ден кад ги правиле свадба.
49 не се знале и тој е земени с проводаџа или не некој непознат, него на татка ми сестра. Не сестра, извини, тетка. Тетка, да. Тетка било дадена таму у село каде мајка ми што живеела, у Велешко, и да ме кајде. Овој девојче има толку године, овој двамо има толку, ќе ги спаримо, али ја гордеи се да такав брак како са имале они, почитувана, наршто татко ми многу почитувана беше, никад он глас да повиси, никад ни према нас како деца. Татко ми биле, дедо ми се вика Солтир Николовски, немам од njega слику, тој се останати изгледа кој е братучетко ми. Дедо ми имаше и уште двојица браќа, значи он беше дедо најстар, па едну сестру исто таму у село одадена. Дедо Гого Николовски, ја правилно увек смо го викале Гого, а можда би и Ѓорги, усари на влашки се вика Гога. Интересантно, njega го спомнуju и ќе ви кажу едну анекдоту за njega, и најмалат брат Михајло Николовски или познат беше како Калчо Николовски. За дедо Гогу, тој мисли дека го има у некој од книги, ама дали од Димитар Масевски, дали од некоја другога, кој што пишувале за Куманово во минатото, после Второ светско војну, нормално, веројатно сега некој совет ли, така, како се викале тие органи на управување после рат, дедо Гого бие и он одборник. И сега бирав градоначалника, ама треба да се одреди и плата на градоначалника. Да. И сега, како да ги убеди он другите, веројатно он се каја, сваќае он, пошто знае дека треба некој да платиш добро, па да ти работи. И он си, веројатно, имава полемика. Значи, оволку плата, онолку плата, и сега дедо Гого каже, знаете што, вика, имаш еднога коња, тога коња треба добро да ga нарадиш, па да може да влече да ти работи. Тако и ми, мора нашето градоначалника да ga платимо и вика, да, и ако сакамо да не работи. И тој се завршува, он успејува. Битно е, сви тие одборници што биле, убеди ги и тај плата што била предложена за тоа градоначалника, мисло дека бил градоначалник, пошто мене и професор Даштевски ми го кажуваше, дека он ги вика, кад ќе застане Гого да збори, тој е вика како Черчил, и такој се личеше, такој плав беше келап. И завршува састанок и тај му вика градоначалник, море Гого, алал да тие, вика, споредиме с коња. А он му каже, ќути бре таму, важно успејамо, вика, твој плато да го средимо. Да го средимо, да. Тако е, они. А иначе како фамилија, са, не знам како да кажу, полиберално, зашто понапред власи затворени биле у своји средине, со сточарство се бавиле, не се мешале многу со други луѓе, додека овај моја фамилија многу со понапредни сваќања, свеопшто такој сакас да биде запознаен и па ги интересирало и политика. Дедо ми ја мала беше прво радио го купива 53-то, веројатно ја кад сам родена, РИС Загреб. Радио, да. И тој после ми припадна, мене ми го дадева, затоа што кад сам се родила ја тоа го купиле. Тега пошто не мало у тој време, па мислу дека у село, па и у Куманово било на број многу малце. И да имав радио. И сеќам се дека старата куќа, не сега каде седи брат ми, стара куќа која била изградена меѓу две светски војни, била голема и од таму радио каде беше ставено имаше жица спроведена на бандеру през задружен дом. И свак сат некој отиде да га пушти кога има вести, да може да чуе вести, и неделја кога требаше да има пренос, да речеме, пошто беа кој заинтересиран пуно за спорт. Ето и да не ти земам збор. Не, слободно. Сега да прашам за детство генерално, луѓе у тоа време сви се биле у сиромаштију, не имало многу заедење. Каде нас е сасвим друго. Другаче. Да, многу другаче, затоа што они од увек се бавиле со сточарство, имале многу овце и живеале баш такој комотно, уствари све имале. Значи ја као дете никад не сум чула да ми каже нема. И дури некад ќе ми каже нема, али
у друг контекст ќе ми да каже нема. Нема затоа што тога било такој да од исто дену не се разликуваме. Значи знаеше се како и дури ќе ми напомне мајка ми, ако нешто ми купив, ако ти каже кад ти е купено, деме као не мора да кажеш дека се ти е купено. Ја имаше едино у тој време све што биле, да речеме, земјоделски производи, артикли, млечни производи, значи тој све било дома. Едино што се купувало, па мислам дека и некоја година садезва и ориз, али видева дека пред не е погодно тоа, не садезва ориз, садезва фион, садезва памук. Ми никад не сме работале као деца, дури и жене не работале, они знаеш, што ние домакински работе. И едино што се купувало тога било, значи, материјали, нешто да се сошие, пошто и немало ни конфекција многу, а ја имаше при почетку Шнајдерка, од Мачичу ми најстарога. Она ни шиеше и само тој знам покасно ќе каже дека купувале нешто с напоени на бонови или нешто тој морале да купувале. Сега треба да спомнам тој време дека ја кад сум се родила, дали доаѓа колективизација. Да. И моите како дошле, значи пошто сточари и движеле се од едно планину од друго, конкретно дедо ми биле на планину, летен период искочи Калинкаме, тоа е Тораницо, и а зимно време спуштив се у низину и тој са ги овце. Треба да напомнам дека, значи, еве, татко ми, дека биле четворица, имам чичко Стојан, што е роден 20 годину и загинате 45 годину на Сремски фронт. После другат чичо Александар, и од njega njeno слико ја имаше. Он работеше како сега службеник у општина беше, па е татко ми 30 годину, па е тетка ми 32 годину. Чичко ми како што е загинат на Сремски фронт, значи баба ми, он се како се повлашале германци фреле бомбу и биле на група на кои поделени. И останале у болница и како паднала бомба, фактички он така загинае. Али баба ми, като му кажале дека загинате, а она с воз, неписмена жена, значи отиде 45 година таму да види каде била болница у Винковци, да ga најде и они не најдева нормално. Да. Тој како што експлодирала веројатно бомба и они до смрт, нашто она, баба ми, никад она не призна и никад за душу, нели, тој кад се раздава за тие верски празници, она никад не раздаде за душу на чичо ми, зашто не признаваше дека загинае. Да, сега да прашам, после толку време поминато, еве, твои родители се починати, али што е Кираца научила и од татко и од мајко, што е? Па да бидеме поштени, да се однасамо добро према постари, па уствари да ги сви да ги цениме. И кој ранг, да речемо да е човек, татко ми имал цел живот, да речемо работесме му по 10 души, по 12 души, работесме му работници и он увек бие исти с нима. Аргати имае по 30, по 40, ќе дојде нешто да ги работи, увек. Не мора, ја мислам дека никад не сам чула. Мучие се, да. Он никад он со зборови не кажае. И ја мислам дека ми, за, например, наши поколенија што са, тако и треба. Значи, не да, ајде да не се да увредимо верските поглавари, дека не ме гледај што работу, него што збору. Ја мислам дека треба и деца, тако и правив, дека они увек гледав што правиш ти. Тако и да и ја татко ми, негов однос према негови родители, негов однос према сопругу, негов однос према снашко од брата која останала удовица и со татка ми живеела. Значи останати са братучет ми и братучетка ми да живи туја, не се преодала стрина ми. Тако и да исто и од мајко ми, али највише мене ми бил, да речемо, како не да речемо гуру, него тако и како идол у животу, у однасање, без разлика од што бие с
четврто деление или шесто, пошто фатило во период кад било српско време, па Така после е. бугарско време и така и да повише беше од нини, да речеме, поступци што ги правив, отколку да ти напомене, да рече Кирацо, ово кој ќе правиш, оно кој ќе правиш, не. Ali sve smireno polako. Да. Да. Татко ми едено имаше само повисок тон кога разговараше, до негли и ја имам на njega, ама побрзо зборот по мајко ми, а иначе он многу смирен и имаше строгу фацу. И брат ми до 18 години, кога ќе седнемо да ручемо, заедно, брат ми во кој главо го имаше. Можда ќе се налјути сега да ја гледа, Да. али тачно, тој било тачно. Ево, да Али не- никад не наметнуваа. Da ne spustimo priliku da покажemo ovие slike od tvoje počasno Пошто семејство. тој не напомна дека јас сум значи влаинка од влашко семејство сум, влашка фамилија, до мене 100%. Да. После Тој си е корен, да. Тој се уносие, тој е тетка ми и овој са две жени кои се њојна возраст од село. Идемо Се битно дале. тие се покојни, а знам ги имена. Evo je 59. godina piše. Видиш, 59-та, и тој са исто, не са од моја фамилија. Да напомнам дека у Доброшане, свига сметав дека е влашко село, понапред ме дека, абе таму колку власи ве има, полари сте. Само 4 фамилија. Фамилија Караник, тој сакам да напомнам, фамилија Ташеви, кој што има куќу и ден денеска не е решена Да. денационализација у Куманово, до кино Козек. Усари Добро. сега што е, беше Кјуби, па сега што е, више не знам што има таму. Па имаше Шнајдер, и нина врата е, порта е голема трвена и имаше едно како кепенче, као свугде у тој време. Тој беше задни дел на кино Козек, Башча. Bašća, da, tu se pokazuje filmovi, da. Да, кад ги гледа. Па туи бокс имало, бокс имал, имаше, да. тој беше покасно. И фамилија Динача и фамилија Геланџац. Тој се ги изговарам на влашки затоа што имав сосема други презимиња. Сви после у социјализам, после рат добиле си нови презимиња. Како се викал некои од старите, на пример, моите биле и Јанковичи и Николичи, па после станале на Фидале Николовски, иначе правилно тај фамилија е Каранику. Што се по татко ми страна. Иначе дојдени са и на дедо ми, на усвари на татка ми фамилија, и на мајко ми, значи власи потекнуев од Епир. Тоа е данашна Грција и власи биле можда најсеверно до Битола и у Албанија има едно место Москополе, се вика на нашински, а иначе на албански е Воскополе. Власи у овој дел останале после Балкански војни и Прва светска војна. Да. Останале и затоа има некои име останати и у Грција, останати и туја, али како што ишле со сточарство, воспоставува се граница више, нема отоманско царство и овие останев туја, а горото са у Грција. Таму тој дел Епир. Баба ми било од Јанино, а дедо ми пишува се на македонски Г, Грамос, а на влашки се изговара Храмос. Ево 49-та година. 49-та, тоа е веќе мајка ми кога се одавала, тоа е њојан брат Ѓорги. Они се сви више покојни, мајка ми била најстара, ова е мајка ми, ово е тетка најмала, сестра на мајко ми, ова е снашка од брата и ова е баба ми Султана. Ево, дека Шешир. Се, ова е, да, Шешир. Ова е многу стара слика и мислам дека е овај на дедо брат, овај на бабу брат или на бабу унукот брат, пошто баба ми е 1892 родена, значи да овај бие 20 година, не е чудо, ама све мислам дека е брат на баба ми. Ево, дека овој. Тој биле или у Грција или тој српско време. Туја е мајка ми, пака била невеста, значи видите ги дека сви са у влашко носију и тага имало обичај, тој са тие капе, некои традиционални njini тага у тој време, и тие биле све со паричке наредени. Тоа е стрина ми, значи средната стрина, па мајка ми и ово е вајда тетка ми. Сега така буце некој ми доаѓа. Ево исто е дека. Ова е тетка ми и ова е керка на тога дедо што го спомна Гогу. Сви тројца браќа, сви има по едну керку. И синови повише, они са двете и тој се некој период најдо. Тоа е на татка ми вајда пишува. Коле пишува. Да, Коле. Тој се кад бие војску или кад бие на вежба.
татко ми, не знам зашто, нешто што служија тамо, сака за да го задржи у војско, па да заврши, пошто он заврши туе 4-то одделение, интелигентен многу, за механизација го биваше, он знаеше свој трактор, пошто прв Фергусон кога го купи, он сам го расклапаше, он сам се правеше сервис. И ама он не кеше да остане и вика, после кога сме правили мобет, зашто не си останал? Ке си станал нешто. Па не вика, али пак ќе работеше за другого. Значи сака да каже дека ја на моје приватно, ако земјата ga не се ценила, била у колективизација било, и вика, да виду, ако ме бива, ја ќе се остану на моје, па мислу дека и не погрешија, затоа што они состои сточарство и земјоделие, 7 деца ја одгледаја, јас сам само ја и брат ми, ама најстариот чичо, што ми загина Сремски фронт, он имаше ќерку, жива е она јоште 82 години, и она е родена док бие чичо ми, имала 3-4 години, а брат ми, од чичо брат, Мите, он е посмртче роден, значи септември 45-то е роден, од кога загина чичо ми, и стрина ми не се одаде повторно, него остана да живи со свекра, со свекрву, со девери. И вториот чичко, Санде, кој што работаја управо за приходи, он има 3 ќерки. Едната е почината, другите една ви беше колешка. Уствари, после 59-то од тебе и работеше у Радио Куманово. У наш вестник и Радио Куманово, Очка Николовска. Очка Сотировска. Она уствари, ето е, ми смо Николовски и чичо ми, демек дедо ми Солтир, ајде да го има презиме да го даде. А кажи ми како е било детство, с кои си деца најче играла? Да, тамо у село, 6 година ми поидеме у прво одделение и пошто немаше доволно деца од Обрашане, с нас учества до 4-то одделение, учества и деца од Шуприка, не Шуприка, мене, извините, Билјановци. Они само преко студену воду и дојдев се у школу. Прв учител ми беше еден Славе, кој што остана само 2 месеца, 3 остана и се отиде, веројатно дали премешта и доби, и само после разбраме дека загинае у земјата после 2 години. Тој сам ја прво одделение. Сега, ова е горе Анастасија, сега е Блажевска, тега беше Ташевска. Ова е од Билјановце, не го знам. Ова е, исто се викаше Кираца, од Обрашане. Зорица, значи од кога се отиде тај Славе, дојдева муж и жена, сопружници, Томе и Зорица Јаневи. Они мислу дека беа од Босилиград и они се настанива школа, ако беше овој правоаголно, на Долни дел, имаше обезбедено за учители што беа во село да има смеште. Мислило се така. Оваа ми е меѓу првите најверна другајерка, она се вика Цвета Милановска. Добро. Од кој ги научи први народни игра да ги играм. И тој ми останал. Ова е Лена Ташевска исто, ова е Филимена Трајковска, која што е сега Карамфиловска, она учи и средно со мене заедно. Ова е мој братучет Стерија Михајловски, и он е жив. Овој сам ја. Ај само малце дека осија и дава. Ова е исто од Билјановце, не може да се сету. Ова е ќерката на учителку. Ова е очка, беше после бидна Олга. Бидна, мислу дека заботехничар. Ова е и ова е исто Михајло Костовски, исто ми е братучет. Овие доле двојцата, ова е исто од Обрашане, Димче и Таевла. Курите што беше дека ќе видите од 10 деца, 15 што биле, 7-8 беме од власт. Али после ќе ви кажу за подоцно време зашто го користе смо тој. Како би го пишавате Кираце вие школски данови? Па видите, значи поштовање било према учителя. Тој да не збори. Значи се знае дека учителка е закон. Ја на 5-6 години сам научила да пишу и кирилицу и латиницу, благодарение на Чичо ми читаше Борбо. Чувена Борбена новина, да. Така, Борба новина, и тој ми остана мене док не се изгаси Борба да го читам.
И сега татко ми нормално знам да читам и он ме носи с 52 генерација, а јас сум у јули родена. И сега ако тој сам имала 6 и 2 месеца. Да. А била сам мала, точно дека и од клупу не сум се гледала. И Славе од Куманово, не знам како се вика улица, учител беше у Доброшане, син му Миле, едно година помал од мене, и сега прозивав ги сви, они си имав списак, нели, од тој генерација кој треба да иде во школа од Доброшане, и сега носиме мене татко ми и пуштиме унутре во училницу, јас една, и он прозива ги сви ги она, вика, кој има, и јас станую, ама ја мораше да стану за да ме види, и вика, мене не ме прозвате, како се викаш ти, Кираца Николовска, тражи у списак, нема. Што траиш ти дете, знаеш кој се дошла? Па знам ја, татко му да не се до школа да појду. А иди дома тамо, вика, ти не се гледаш од клупо, вика, до години ќе дојдеш. И ја плачу, доаѓам дома, измавама бе, и татко ми друга ден иде и Славе му вика, абе коле, абе мала е, вика, не се гледа ни од клупо, вика. Ако знае да чита, вика, остави го, викаш едну годину детство да воорај. И још едну анекдоту, да речем, од Ацо Николовски, значи исто мое презиме, Живко после ми беше соученик, син му, беше учител, али тамо, ако да речеме прво оделение предава Зорица, трето оделение предава Живко, Ацо. И сега веројатно сам дошла порано, неколку души и ладно и нормално, ај приберете се унутре, ладно беше, ставиме горе. Ама Кираца како што се збори многу, веројатно му си предава тамо на тие трето оделение, а Кираца збори сметано. И он еден пут да упомене, два пута упомене, и на крај што ќе прави со скреду да гаѓа. И ја ga виде дека ја мала, виде дека ќе ме гаѓа, јас се наведна и удари еден јовица. И што направи, прозорци беа отворени, отвори и избега, а кај ги остави. И не ме најде после која сам, не ни тражи нешто. Овој го запази овој слику, овој е пред гимназију. Ево е. Кочорацин. Да, овој сме веќе шесто оделение. Да, убаво, интересантна слика. Шесто оделение, ма прескочимо га пето ќе треба да спомнемо. Да. Ова е шесто оделение, тој сам у Кочорацин. Значи, од Доброшане, тога беше у школа у Доброшане, беше клон на Христијан Тодоровски Карпуш школа. Да. И тој е, да не знам сега што е, позади тој што биде некад ученички дом ли, до Света Тројица црква. Не знам се што е направено, стварно. Да, али било некад. Било некад. Дом Биезона да. И тамо беше Христијан Карпаш, ја учи само пето оделение тамо и после у шесто не префрлива у Кочорацин. Тој не беше. Овој се горе долу исти ученици. Исти, да, скоро. Ја мислам и некои ги имаше што беа од Куманово. Иначе еве ги сви ги гледам, еве сам ја тој Веселино. И сви што ги спомена претходно и неколку имаше од што беа од Куманово. И Кираца е одила пешки од Доброшане до школа. Не. До четврто оделение ја како што учеше тамо, у пето оделение земамо на улицу Живко Чало, татко ми зема, да речемо, приземје од едно куќу, за тој време беше познат Чичо Петре Чинјанац. Петре, да. Тој е у Живко Чало улица, од едино што ги памту са бурнасци тамо, во тој период, и мене врзуваме баш убави моменти, затоа што у тој време играсмо народно, па играше, беше Мето Бурнас, они двојца браќа беа Славко и Слободан. Они близнаци, ама они са постари од мене, многу, они беа... Слободан е 45-ту, а Слободан е 30... Не, Славко е 39-ту. Ма чека бе са близнаци. Твори близнаци или се, не сум сигурен, да. Еден работеше у Монопол, а еден беше у Скопје. У Скопје, да. Слободан е у Скопје, он беше директор на ЗИК Скопско поле. Така е. А Бурнас беше на Монопол. Да, а на Монопол беше Славко, а имав брат помал и мислу дека сестрата ги беше постара. И одадене, ја не го знам, не го памту њума, и пред нину куќу тачно играсмо народна, па поделимо се на две, и доваѓа смо дома, мајка ги се викаше тетка Кумрија, сега конфигурација на Куманово, мислам, ајде, само постои Проевски сокак, само што појдеш, беше прво циганско сокаче,
па после имаше уште некое куќиче мало, усвари лево и десно од циганско сокаче, па одма имаше празнина, сега тај зграда голема, так не постоеше, и тоа беше нешто како дупка ископано, и ми тој го користевме зимно време да се лизгамо. И тој дојдемо, фрлимо воду, снег како има, и пошто имаше и многу снег, у тој период беше и многу снег. Беше у Доброшане, кад беше татко ми, пошто школа ни се наоѓа накуде студено воду, татко ми мораше да ме носи на рамо или да ископа. И тој се сеќам, јас сега сум била мало, али така громада ми не ме изгледаше многу голем снег. Тоа е у тој мало. И туе беше, ми седесмо до 2 години. Пето, а можда почеток на 6-то оделение, и после моите купива 3 плаца на улицу Тоде Думба, тега беше последно у Лојзиња, на Даштеврит. На Даштеврит. Дали како идеш по Трето Македонску, па доаѓа Драган Стопаревиќ улица. На крај на Драган Стопаревиќ, да. Не, на крај, кад се с Васил Драгомански спојуе. Тој беше првата куќа е Круме, што беше у Киров так директор. Добро. Он е покојни, слушам, и жена му Ленче. Одма до нима е куќа на после мои најдобри другачки од малу, да речемо, туе позади нима имаше овакој плац правоаголни, и туе четвртасто и беше тај прва куќа направена наша, и двор ни граничеше со овие мои другарки. Тој било време кад почнуе веројатно урбанизација, нели, на земјоделско земјиште, усари претварање у градежно земјиште, и Чичо ми не примети, ја име и презиме не му знам, само беше познат како Заптија, со на по мое, сега кад сам возрастна, дека на подмолен начин продал ги тој, и ми го направимо еден спрат да биде тај за овога од Чичо брата Митета, а другата да биде Лепенка и да биде за татка ми и за овој. Ама они на готово земаа. Кажи ми Кирацет, овде на слику ово е кој е? Ти ли си те? Не, ово е на Митета од Чичо брата Синче, 70 годину Роберт, а овој смо сликани у Доброшане по некој отишли смо таму некоде Бислим на Карпе. На Карпе, да. Чувени Бислим, да. Да, чувени Бислим, тој сме. Ова е исто Кираца, братучетка ми е. Ово е на Штерчо Николовски, што беше на амбалаж. Долги години, на амбалажу, и после беше на ЗПП. Ова е мој син Мишко, ова е братучетка ми Мара Николовска, ова е од мој братучет унука, на тога дедо Богу правнука, односно унука, Будимка се вика, ова е очка, вашата колешка, и ова е брат ми. Добро. Тоа е веројатно други некои сликани тамо. Дека. Добро, овој се веќе. Сега тој испуштимо дека за време на рат, дека било голема куќа, кад било бомбардирање на Куманово, бомбардира се и Доброшане. А бомбардира се како бегав они од село, да се склонив, да идев таму у Бислим, у Орлово, како се вика нешто, забрави се, како се вика тај кањон, и туе пада бомба, и знам една жена загина, спасувајќи бебе. Таму е и Чичо ми Нако, на Штерчо помал брат, кој е роден 41, и он бие бебе, усвари да, njega ga спасила некоја жена таму во село, а каде нас, одма после тој, уселили се германци, и тој кад дошле вечерто, дошле негде на полноќ, и почнали да чукав, а старата куќа направена дрвено, ма тој масивно дрво, па еден лост од позади, дедо ми не станае, прадедото, не станае да ги отвори, а стрина му викала, стари, стани отвори, вика, германци са. Знае се кад се доваѓа на гости. Тори такав бие, бро, и он не ги отворија, забајле, кад станае он 6 сат, да ги отворило и одна за поседната цела куќа, на нима ги дали едну собу да живив. И многу фино, баба ми како се разбирала с нима, не знам. И у еден момент некој издае у село дека некој од овој фамилија се работува с партизани. А он уствари било стварно, дека Чичо ми бил младо дете, 20 години. Се работува и крие ги у племњу оружје. Ама некој издаде од село и оне кој дедо ми се враќа на Трво и ставиле да го стрелям. Ја вил некој на бабо ми, а оно е воздушно, е 100 метра у висину, така да ваѓа и гледа се. И она прво иде кој коменданта, кажува му дека њојан домакин, еве га стреља, и он само извади пиштолј
спукне у воздух и овие прекиневи, така и дедо ми се спасија. А после кога дошле бугари, татко ми тој кажува дека никад ништо не им е земено. Значи, дури војниците што биле германци, татко ми вика, ќе види кобасице сушени, нели, така на времето тој прави, и он само ќе отиде, вика, ќе направи овај со прс. Да ме ќе сече ми толку парче и он ми даде фишече од бомбони. Никад не земале со синови. Тоа е тој моето, значи тоа е Живко, значи ме таа улица Старото, Живко Чало, у циганско со каче се игра смо по наше, тоа е, значи, и имаше две комшиќе, да речеме девојчиња кои беа помала возраст моја, Мето беше 2 години постар од мене и другите беа постари, да речеме. Некои така да, а после се преселимо на Тоде Думбу, број 53. Ти запишуваш средна школа, гимназија? Да, значи не, основно вама од Карпош, отиде у основну школу Кочарацин и тој беше почна активно за тој време, кој што ми беше професор по физкултуру, а ми беше класан Круме, ама не се сеќам презиме, предаваше ни биологија, и Борче Николовски не предаваше физкултуру. И Бизе, познати. Мислам дека да засакамо спорт, он највише придонесе, беше многу смирен човек, воопште никад не исполјуваше некој нервозу, али сега уствари беше веројатно така организирано, нели се викаше физичка култура. Да. И он не стимулирава и уствари гледав кој е дете за што ga бива. Имаше деца с гимнастику, имаше с рукомет, еден оне мало фудбал. Значи ти си сакала рукомет као дете. Еве ми ќе покажеме овој слику. А никој од моите нити татко ми по спортен не. Чуени професор Бизе. Тоа е Бизе. И ова е дел од генерација. Ова е Тричковиќ, може да кажу освен ја, сви овие после отидева у Партизан да играв. Тричковиќ Мира, ова е Верица, не знам после дали играше, она отиде у техничко да учи. Сега ова е, не може да се сету, исто беше висока, ова е Пенка, овој сам ја, Џуџе, зашто 8 деление заврши со 1,49 м, па кога игра смо, овај Пенка ме прескакаше. На овие три, све познати ми ликови, али не може да се сету имиња, а овдека смо заедно, мушка и женска екипа, исто и од овие мушки, освен дали ga вика зове Јово Црни, Јовица или Јоцо ga вика смо Црни, грото од овие мушките исто отидева да продолжира да игра во Партизан. Али да не забравимо да кажеме дека ти си постигралата за текстилец. Да, тој завршимо, после у гимназију кога дојдемо, тега први пат, уствари не, још док беше ја у Кочарацин, Јасмина Радуловиќ беше постара од мене, јас сам 53-ту, она мислу дека е 47 или 48. 47 она. Значи, јас знам дека ја беше 6 деление, тој го памти убаво, пошто толку го сакаше спорт, а она тако играше така убаво и ја и гледам го и восхитувам се. И сега како да го се приближу, тега учесмо, да речемо 6 деление од Кочарацин, а од гимназију, да речемо еден клас. И сега она сама тренираше. Јасмина, да. Беше сала, нели, овакој, со справе, со вратило, со коњи или било што, карике. И имаше еден подиум, кога се држи приредба, нели, тамо, тие што изведуваат. Она тамо еден гол ставива, па може да само за њума, надзад, и она сама. Шутира. Да, рипа, шутира. Сега како да се приближу, иду и сега може да стану да брану. Она е Џуџе, она кој брж го гледам с некако со сожалување. Дека докуде ќе браниш? Па да се стану на гол. И она како шутира, у тие шутирања толку, она ме гледа дека фрлям се без веза, само валида на њума да го се докажу, падам, а ја нема врску с голман. Ама како на њума да го седе? Сега јас с њума не може да упарирам дете, да шутирам. И у еден скок, а носеше, така искочива старке, значи патике, и моите беа некои бели, увек изведуеше нешто што да земо и дека доле круто, и она такој рипна, и такој го удари, знаеш, оно дека се изведуе жабица, знаеш, не? Али она наместо да речеме, ја го пружи ногу, ја мислам дека многу ми го закова. И тој проваѓа време, сега у гимназија. Значи, јас сам беше у гимназија. Да, тој
Ова е со твои Не, после да не драги забравиме за нju, драга да кажеме генерација. како почна. Овој са тој смо прво еден на кој ни беше класан Сотир Стојковски, познат како Кице. Тој е Миле кој што после отиде у јазичен смер, ова е Иван Тасевски, кажава ми дека е покојни, живеше куде Стару цркву. Ово е Чедо и он отиде после јазичен смер. Ово е дечко, ја мислам дека дали беше он албанец или турчин, Куртиш. Како завршимо школу, он после некој ми кажа дека отиде у Турци, важно не сам га видела од тога. Ова е Стојан, кој што после ми беше и комшија таму у Ново Мало. Овој сам ја. Ово е Зорица. Ово е Славица Стефановска. Ова е Споменка, она беше од Вукараджик. Ова е Марица Стојанова, која сега е покојна. Братучеткаву Лиле, али она е Стојановска, а од двојца браќа деца. Лиле Стојановска беше ќерка на Војо Стојановски, кој беше у тој време пратеник и умре до бемами средна школа. Татково. Ова е Љубомир Маневски, кој што татко му беше нешто у полиција работеше и трету годину, кад бемо второ полугодие, он се пресели у Скопје. Ова е Тихомир Цветковски, жив е он, на денеска и доаѓа на средбе. Ова е Мира Маневска, кој ни предаваше македонски. Ова е Лебарич Анка, која е одселена у Белград. И тој беше млада, само да виду, овој девојчето не може да го виду добро. Марика, Лиле, Стојан, Снежана, Гордана, Миомира. И ова е Олгица. Значи, сега да вамо почнемо. Ова е Драголјуб Паневски, кој што живи сега у Прилеп, беше војно лице. Ова е Наско Димитриевич, кој што е веќе починат. Ова е Бранислава Мургович, и она е у Скопје. Ова е Богица Младеновска, која што, значи, до 4-та година завршимо заедно и кад појдемо на факултет, негде октомври, само што почнемо, или ноември беше Њујан Пега дечко, момче, или бекјар, да кажемо, за тој време кој ги викасмо, за клаву, неки да спомну име, кој беше човек, можда не знам, искочен е веројатно у затвор, зашто бе многу одамна. Тој први пат беше да се, ми како деца више да се сретнеш со смрт, нешто смртен случај. Ова е Анкица Спасич, која што ми е и ден данаска. Да, најбољи другачки. Најбољи другачке. И да не се чуеме, и да не се видиме длго време, продолжимо као да смо сваки ден заедно. И пошто ја организатор, нели, све на матуре, она ми е као помочник. Потпарол. Па не е потпарол, може да кажем дека и дури главан. Главан, да. Ова е Зага Трајковска, која што сега нешто, некој болест има, слабо иде на средбе. Ова е Војче кој што дали искочи од школу или отиде јазичен смер, али не сум го видела одамна. Ова е Горан Средановиќ, син на војно лице, ама мислам мајка му дека беше Кумановка, и он само што завршимо средњу, они се одселива у Белград, таму работеше у банку и сакат иду ја у Белград, од време на време гледамо се и пиемо кафе. Ова е Србислав Гоњич, татко му работеше у инженер, беше у шавни цеви, а и он после заврши машински факултет, доаѓа на средбе. Ово е, само да виду, ова е Виолета Маневска, која што мислу дека од 3-та година или 4-та се пресели у Загреб. Ова е Билјана Накова, е унука на Наков, нели има сме првоборец од Куманово? Да. Знам дека, ај сега не ми текнуе, не знам, не ми текнуе кој е. Да. После е Правда Илиевска, која што директор на КИК. Јоште у КИК работи сега и мислам дека е још активно, ама дали зима пензија па по договор на дело не е битно, важно редовно е на средбе. Ова е Радмила Ангеловска, која што после отиде и Нада Насевска. Добро е. Да не забравимо у емисију да кажемо, ти имаше едно интересантно анегдоту, на 14 години се губиш у Београд. Не се губу, него намерно се губу. Да, како се тој десува? Што е за било? Тоа е 7 или 8 деление, негде 67-68 година, мислам дека е 68. Бранко, професор ни беше по историја, каде Старо црква живеше и ќе не носим на екскурзија. Таму беме сместени, ја пошто каде деца, ама ја пошто татко ми
од тога дедо Гогу, братучет, кој што отиде полуписмен тој од Македонија, ама земава га, имало конкурс после рат, нели, да ги описменив, ама он бина и електроинженер. И он дојде да ме земе каде njega, ама сак ме враќа и доаѓаме на Калемегдан, ќе се гледа утакмица Звезда Партизан. И сега, аз знам дека никој не интересира. Дали еден двојца имаше од мушките што ги интересира спорт, а нашто фудбал. А ја од 5 години с фудбал. И гледам го, редив си се ки иде, женско не доаѓа предви, значи да дојде. И ја цупкам само. Они отидева и јас сега што да правам? Ако дојде чичо ми да му каже да ме носи, нема да ме носи, и ја појде, а тага навијачи немаше поделба како сега што е тепање, да речемо гробари и овие значи делие, него појдев и како идев и ја ги гледам соберени туја, оди викам овие сигурно ќе идем на стадион. Како иде они, ја по нима. Ама кираца мисли дека Хуманово е тој, кој што една зграда имаше само на 8 ката, каде дојде тамо, оно врие. Па и оште полиција беше со коњи. Да. И ја изгубена, малечка, врту се натаму нама и веројатно полиција ме примети. И одма дојдева, откаде си ти, што си, јас што да кажу дека јас сама сум дошла, викам изгуби се, дојде со ученици, со професори, ма они легнаа внутра. На кумановски збори они не разбира. И уведеме ме унутра. Земаваме за руку и вика ајде, улегни Стас унутра и ја и Раца го гледа утакмицу тачно на стазу, онај атеска што беше. Да. И оште ми дадева да седну и така памту дека вториот гол го даде Бора Ѓорѓевиќ, а пошто сам за Партизан. И сега на кјуту ја сак што ги правам како ќе се вратам. И овие вика ако де се твоите, па викам он е свесен дека не може да ги најдеме туја и вика куде сте, он викам па на Калемегдан. Ама, знаеш, като на лежање, на лагуе, кратки се ноге. Да. Доаѓа чичко ми, да ме тражи чичо ми. И вика, куде е Кирацо? Па немам туја беше. И кад полиција ме носи. Носи ме, тие Марица, милиција уствари беше. И сега овие гледав, а овие јоште не вратени. Двама другите што беа, и овие вика, Кирацо, мре, зашто те носи полиција? Кјутите, викам, ништо, као да не сте видели ништо. И такој се заврши, ама издаде се, улазам у автобус и сега сви зборив како голови, ама пошто не ги разбирав кој даде гол, како даде гол, акција каква беше. И Кираца, улето, кажу нешто, и едно време се врти професор. Каде вика ти знаеш како паднала акција, како паднае гол? А не, па слушаше, викам, имаше на радио, викам, на Калемегдан. И такој пројде неказнато, после веќе му... Не, али не промислено, да речемо, детска работа, затоа што неодговорно е, например, да ти се случи нешто, така да тој време беше мирно. Али љубов према спорт? Љубов према спорт е бија голем, да. Да, ја многу. Да речемо, ако... После ќе кажеме дека ти си била активна и... Ја, значи, како отиде у Партизан, значи прва година у гимназију Гоце Делчев и нешто ривалитет постоеше многу меѓу школе. Али горото од овие што играа у Партизан, учествува економско. И они беа како екипа многу јака. И иду ја, стигну и тамо нешто, тврде не кеше прво да иду и Штерчо, професор, мора да идеш. И не може да ме убеди, не ме запишујте ви дека да имам неоправдан. Тој сам гледала. И стигнаа ја и имаше еден 4-ту годину, дечко од Табановце, он играше рукомет. Прво полувреме, води економска школа, 4-0, не знам колку беше тамо. И овие разочарани, и овие вика што ќе прави диза руке, голманка, не знам која беше тамо каде нас. Да. И едно време он му текна, а он ме гледае кад ми шутирала Мене Голубовиќ. И он вика, слушај, вика, дај бе овој дете, стави го, вика, као будала, вика, ќе се фрља, вика, што те гајле. Ама ја немам ништо, што? И он зема негови тренерки, прво повисок беше од мене, и даде ми ги тренерки, и сега свит така ги рукави нагоре, ја. Ама кад застана на гол, да брану, ја како плашило оние у поле, рукави се спротива, не е битно, важно, успејава после само еден гол да даде. И од тега после, друга ден, Чедо и Сречко Тричковиќ доаѓа, имаше продавниче, фурњар од Карши беше, имаше продавниче на жито мел или жито куман.
Тако се викаше во тој време, Да. не забрави. И ја улазам унутре, јас со зуби, пошто здрави зуби имаше, отварам шише и приоѓав ми двојица, прво повозрасни од мене. И вика, ти ли си Кираца и јас сам. Сакаш да играш рукомет? Олеле, ја радосна. Викам за кога? Вика, па текстилас. И тој почна после. Сречко ми беше Тричковиќ, Зајко. Тричковиќ, да, Зајко, беше многу применан. Прво и како стручњак си беше добар тренер, знаеше да пренесе вежбамо тактику. Ја пошто веќе за тој ме земава, пошто беше една Арсова или Арсовска, тогаш она имаше 24-20, а ја имаше 15 години, 16. И нема зван втор голман и затоа он инсистира за ја да биду. И мисло дека ме регистрирава по некое друго име, кад само Пеце Трајковски новинар откри зашто една утакмица како го играсмо со некој од Скопје, фрлев они контру и ја искачам на контру, ама овај шутира, она се изгуби, не видеме нека да искочи и она право у стомака, она слаба. И стегнала сам ги мускули и оно като ударило топка како од даска да ударило нешто. И ништо, ја застана и иде Пеце. И сега он ме гледа, кога се доближи близко до мене, гледа дека овој дете бе, нема 17 години, нема 18. И Чедо Черчил примети и извадиваме, вратива го вој назад. И али тој беше до 71-72 дојде на факултет и имаше Шуков, Јован Шуков, професор, сакаше да ме у Скопје да ме префрли, ајде да играм, да, пошто ме виде на физкултура, играш ли негде, да, играше за Куманово, вика сакаш ли у Скопје, ама Скопје тега беше прва лига. Да. И путуезва. И сега треба да усогласиш и ќе бираш или факултет или Ти запишуваш кај јас економски, тако ли? Економски запишуju. Да. И за Заврши тој време, значи запишани 1600, а дипломираме на 76 годину на крај само 14 души. Од 1600 запишани. Ама така немаше приеми. Слободно беше на сви факултети, освен да се сеќам на медицино. И така и уште не определени. Ја повеќе ме веќе пошто математички смер, а француски па матурско. И нема везе, лутамо јоште со памет и Драган на поблагата син Андоновски. Да, Андоновски. Имам ga негде на слике, туе на екскурзија кад смо биле, тамо негде ги има. Он, пошто збореше много, и ми вика, ти на правник идеш? Викам, не, на технолошки, кој на лупа нешто. И тако е тој стално зборење наметна ми се некако и сви од клас што беа грото на економски, освен мушките што отидева и правда на технолошки. Правда, да. А овие мушките електро и машински мисле че ли беа. Куризитет исто, 3-та и 4-та година, ја и Зоран Ангеловски да преседема на едно столче. И тој не беше... Добро. навика. Завршиш факултет и после запослуваш? Кад заврши 76-то, пошто го брани дипломско негде декември месец, професор ми беше у Америку, прв конкурс беше у СОК, а умеѓу време други конкурси, ама бираше. Така беше, да. Акција имаше 25 луѓе у Охис, 25 луѓе у Железару, а ја пошто ќе остану у Скопје, веќе с мужа ми, пак ми беше дечко, и знаеше дека ќе остану за Скопје и тако и затој траеше работа у Скопје и запосли се у СОК. Тоа било судбина прв конкурс, ама така беше све испитуе зашто викаме кои бија с партизани, кои бија с четници, значи минатото да ти го види. Еве дел од овој од СОК, колеги. Да, колеги, тој сме на еден семинар, ова е покојна Дивна, колешка, тој беше мајка, може да ми биде, овој сам ја, ова е исто Невенка Поповиќ, кој меѓу време бидна ми премногу блиска и у исто друштво. Она е Црногорка, дојде на 19 години у Македонија, завршува економски факултет за 3 години, а на њумавој е брат Поповиќ, има клуб рукометан и син му е сега од Цетиња са, али од Титоград. Познат беше он. Он се ожени с македонку и другат брат, она има двојца браќа и врати се од Цетиња таму, покојна е сега. Овој ми е Загорка Аврамовска, тој сам и колешке, понатаму ќе ги видиме на некои други слики, кои што од СОК. Да, од СОК. Значи јас си створи, имам си од детство другари, од тој детство да речеме до 8 деление,
па другари соученици средњу. Така И како идеше, например, УСОК, стекнаси друштво. Ја никад тие другари не сам ги напуштила. И тој, пошто сум таква да организирам, комуникативна и никад некој да испушту. Сега, во некој момент треба негде да идеме или да славимо, ја увек изимаше сви и овие. Значи, направо спој. И пошто мои са блиски, ја направо спој. Сви. Било што. И никој не се љутие, затоа што сви добро си правајаре. И после 85-ту годину, ја УСОК и 84-ту негде пративаме на контролу. Како прво работеше на интерна контрола, тој се викаше, тега УСОК, институција која што може да биде благодарна све што сам научила. Што ја беше с гимназију и многу тешко беше на економски, али кад сакаш, после книговодство и десетко имаше на писмено, така да ако сакаш, можеш да научиш. И тај школа беше многу добра, СОК, и мислам дека и од запад кад доаѓа на времето кога се расформира СОК, дека вика ќе зажалите за такву институција која што беше организирано, освен другото беше и платен промен. Отиде на контролу у Фершпет и такој се ме запознава они уствари и на 4 мај 85-ту ја се раздели с колешке од СОК и на 6-ти у понеделник ступи у Фершпет на финансов директор. Да ни кажеш како си ги запознала твоја супруга? Ово е битна работа. Да, битна работа, нормално. Сега супруг мој покоен, 2019-ту, значи почина од гангрену у Белград, кој Керко ми така живеше. Запознамо се 73-та или 4-та. Тој не гранко ли е бил у чаршио или како е? Не, како чаршија, пошто ја, нели, напомнамам, имаше пари, а никад стан нега, увек плакеше приватно стан. Не сам живеела ја у дом, сама стан и никад не откажуваше ја стан. Да. Значи и летен период ја друштво тамо од Скопје формирано, идеме на Треску, така беше популарно на Треску, на састав се викаше тоа. Да. И играмо с на мој од прву годину газда, синчето и керката, усари со синчето, пошто мушко, знаеше се тега, беше и срамота девојче да игра фудбал, али нема везе, кираца не може да издржи, и играмо серво. И како играмо серво, една група десно, тој гужва, така, беше премногу, немаше на друго место каде да иде, не беше ни езеро Треска. Играво ни тамо, ама така беше сасвим случајно. И како, добре, веројатно не го фати добро топку и падна, точно а он игра за шах. Ама може би беше така, дечко, гледам го човек с белу косу и ама он се завртеа, он тако си беше малце по нервозан и тега видео моментот. Врти се и вика, слушај ти девојче вамо, уште една штопката ако ти падне тука, ја ќе ти исечам. И ја, ништо, извините, знаете што, ја не знам да играм, јас сум девојче, ја се правдам. И, ама сега ја и над, и викаме, ќе видиш што ќе ви направу. И сега играмо, ама ја гледам, момент, они завртени и ја топката кој го дигна и насред шаховско табло, сви оние, што са фигури, летнава и он се завртемал дека љут и ја вика извините, знаеш, ама ја кажави, ја не знам, абе трапете се од тука, ама нервозно вика. И ама не знам, ама еден што беше од неговите другари, беше завртен каде нас и он ме гледа баш дека добро играме серву. И вика те лаже, вика та наверно е дигна вака топка. И после тој некој време идемо сега на каде автобус станицу и такој појдемо. Први пат ајде, враќамо се само до Скопје. После ме прашува слободна ли си идеме, ки имаше дечка или не, он, ама он после кратко време отиде во војску. Он запиша 4-ту година, што тега наградежен, еден предмет второ нега положи јакост, отиде во војску, одма најде работа и запосли се 75, мисле негде, кога се врати од војску и ми се замамо 77-му, има две слики на свадбу. У Љубов? Да, тој се мало, да. Фризура ала Локица, така беше модерно. Локица Стефановиќ. Тој сме у Сарај, да, у Сарај смо. Еве, исто ово е. Да, неизбежно е топка или фудбал или овој. И среќа што се зема с njega што многу сакаше спорт. Он беше стрелац и добар шахист. Не беше дисциплиниран, иначе можеше да биде, имаше и медаља освојувано на ниво на Македонија. Тој сме исто Сарај,
Тој исто пред да се зајава. Сега, овде ќе покажувам и слики кога си работала у Фершпет. Да, пошто ќе немаме време, толку ќе мора да го брзамо работу. Да. Еве го наша Кираца. Овој сам ја сликаваме, мислам дека од наш весник. Тоа е негде, дали беше есен 94-ту, за кумановци, познати кумановци, Куманово, така беше нешто. Да, тоа Ванчо Михајловски пишува. Ванчо го пишуваше и мислам дека Ванчо беше каде мене. Има неколку снимено као пробни, али мислам дека овај беше објавено, оно црно-бело беше. Еве Кираца у Фершпет. Сак тој тага имаше бирав, пошто жене многу помалце директори имаше и деме као кажи ми кога дојде у Фершпет у облачање. Како ти беше првот се кога дојде у Фершпет? Тоа е била голема компанија? Не, значи като ти ја не била голема компанија, ја беше на контролу. Тој беше едно ОЗТ на ОЗТ на железничко на ЖТП, да. По закон за здружен труд, нели 73-ту година што беше донесен. Извинете, прашам, имаше ли феротурист у склоп на Фершпет? Да, имаше. Они имаше друштва 14 беа. И Фершпет беше едно меѓу нима. Ама далеко е од тој. Фершпет кога дојдемо, Штерио беше пред мене, дојде на 83-ту на крај и он кад ме запозна, кад видеа на контролу, беме така, се допаднала размислување мои и ми предложи да дојду и беше прво како така се викаше тој ЖТП шеф на стопанска служба, а уствари финансов директор. И 94-то бидна у февруар месец у почеток заменик генерален директор и еден период на два пута, еден пута беше годину дена, еден пута беше 6 месеца беше и генерален директор на Фершпет. Така да фирма далеко е од тој кај дојде. Не може да кажу дека ми раснала како цвеќе. Да. А ако не се лъжи, у Фершпет имаше филиали и у Белград, и у Бар, и у Солун, тако ли е било? Прво има смо у Солун, док бема Југославија. Да. Целокупно работење што го имаше Фершпет се работеше и пошто бевмо јужна, да речеме Југославија, Македонија, работесме за Македонија, Јужна Србија, Црна Гора, работесме преко Лука Солун и Лука Бар. Лука Бар. Иде се до кој стан, значи до Ниш, појатели беше, па тој се приклучи да дојде у Македонија и работесмо на Дунав, пошто се што идеше роба од Русија, на Црно море и на Констанцу, од Констанцу до Белград, па од Белград со железницу до Скопје. Така да има смо и у Белград, така беше само Белград, после кога се одвоива, усвари така беа како испоставе, и има смо представништво у Солун. Тој беше стопанска комора на Југославија, односно на Македонија. Она е основага представништво, а ми како сооснивачи смо како фирма и беа ми Траншпет, Југошпет, Макошпет. И ја кога дојде, значи така беше пред Фершпет беше никој не знае звани името да го изговорив. И беа они после тој биднамо. Имаше некоја криза у Макошпет и тако да земамо примат, да речеме као шпедитерска компанија у Македонија, па може да кажу и на Балкан бемо една од поголемите. Неприкосновени. Да. Еве делото екипа од Фершпет. Не. Ово е ја пошто кога работеше у Фершпет, членуеше и у одбори на банке, овој смо се сликале управен одбор на тега беше управен одбор, после бидна надзорен одбор на Инвестбанк, сегашна Шпаркаса. Ова е Драган Илиевски покојни, ова е Кирил Митровски. Овој не може да се сети сега кој беше, овој сам ја, овој е Весна Петрушевска од банка, овој е Јосиф покојни Ујко Наставревски, директор на овој беше Асо Житолус генерален, овој е Светлана Пендаровска финансов директор на Пивару и овој е Хаджилега како представник на Зоил Македонија. Еве га. Туј смо делот. Која е ова екипа? Делот овој. Не, тој сме на едну свадбу и не смо, али ова е колешка. Да. Невенка Поповска, она беше за правен сектор, ова е Штерио Наков генерален тага, ова е Ангеле Најдовски комерцијален директор и ова е Тодор Трпчевски кој ни беше помошник и одговорен за јавни царински складишта. И беше друга слика една што са они сега не може да го најдемо каде са сви, да речеме управни одбор, ама да, сега не може да го најдемо. Сакам да до Кирила да. Ова е слика интересантна. Ова е интересантна. Овој ни е колега Коста од Луку Солун, са женом му, испраќаме го у пензију
и организирamo. Многу внимава сме. Посебно ја многу внимаваше на тие детали, на тие детали, да речеме да имаме обштествена одговорност, па и на вработени. Што било и пензионирање, било после да се помогне фамилија, вработвање деца и така. Туи се пензионери, исто веќе пензионирани, и мора има и вработени од Фершпет. Ова е од друг град, не од тој, ова е Блага Кочишка, ова сам ја, или не, собрание има сме. Штом сам с папку, ја книга носу, значи собрание, ова е Симоновска, она мужбо беше Куманос, Живко, и така и, значи други. Кираца, мора те прашам, ти си вдека улогу на Тину Тарнер, Тоа е 2000 кога го купимо панорама, само да видам. Нема го година, али мислам дека 2001 за 1 април. Значи, дека Кираца пое ко Тина Тарнер, Да, и а за појање сам тапа и важно зема микрофон у руку и нешто пуштимо веројатно. Али убаво расположение било, не е битно. Расположение, па сви. Еве го ја, овој, друг еве га и муж ми дојде да не гледа, пошто вика блесави. Еве фризура многу интересантна да го види наши гледачи. А еве сме туја, некои колеги, а овој дете сирото некој го донесе, некој дете исплаши се од нарушто до војга, не знам што е тај колега. Еве туја, ќе видиш, уствари повише кои што беа преправени у нешто, ама важно и на тие године ми знаесме да си направиме за задоволство. Сам туја беше без забаву. И не сме биле крути, да речеме, директор си па сега ајде, не треба с вработени да се дружиш, ја многу се внимаваше на тој и стално ги собираш. А кога ти работало в Фершпет, било си многу активна и у спортски клубови кои сте ги финансирале, од бокарски клуб. Ако не се докажа вамо се играње, сега кога дојде, сега барем може да помогну. Железничко спортско друштво ЖСД, мислам се викаше работнички, беше под патронат на ЖТП. Да. И меѓу другите, фудбал, кошарка, и имаше и одбојко. И колега еден, тамо Тодор Трпчевски, беше нешто управо, али од страна на ЖТП и се кубури с паре, овој, оној, а јоште сме Југославија. И ја му викам, што, треба ти паре? Да. Ја викам, добре, да, ќе ти најду паре. И ја јаву се на мои другари, пријатели, сви са они финансови директори и пушта за пари и он вика, бе ти си зрела, вика, за да улегнеш у управу. Да, управу, да. И дојде у управа, ама 25 души бе, сви ги измава, остана ја сама. И може да се радуи дека 2000 с Јошко Миленковски направимо тим кој што беше, да речеме, као у Final Four улегнамо, али втора лига, да речеме, на ниво на Европу. И мислам дека тага ми беше срце ептен препуно, а иначе ми замеразва зашто да даду име, ја да додаде ОК работнички цртичка Фершпет. Да. И на работу и штерио вие колеги, каде најдеме на женски спорт да дадеш име, ама после улегнамо и у кошарку, али тамо беше па Фершпет работнички. Да, Фершпет работнички. И такој да оној што замислимо со Јошко Миленковски, они беа тага јоште играчи, па прекинава, па каде njega имаше една дилема да отиде на Кипар да понуди да имам одма и седамо двојцата, ајде да размислимо, или ќе правиме ново екипу, па ти остане, а он завршува факултет и остане за асистент. И размисли, иде две опции. Идеш у Кипар, откаде можеш за месец дена да изгубиш, да те измавав, или туја, ќе ти најдем работа на женото и такој остана. И прво игра смо само с македонски, наши играчи, пошто више македонска лига бевме претходно, а после дека Македонија се одвои и бемо прва лига и дојдемо до тај Final Four, али тој беа убави времиња, средимо ги како екипа и беа за углед. Сега беше купено да биде опремени, куде путуезва, за пример беа, Јошко беше како тренер извонреда, он после бидна и магистар и доктор на науке и после јавно имаше у штампу признаено дека одредила само го судбину со тој што му кажа, еве одлучи се тој или тој, ке се стави на вагу, човек се одлучи да остане, постигнамо тој, после Црна Гора го тража, ево викам Јошко, сега не ти да ме молиш, ја ќе ти кажу иди си, створи паре. Генерално Кираца да се работи у компанију Фершпет е напорно и тешко, фамилија сигурно е трапела, али добро, ја имаше среќу што имаше свекара и свекарву,
кои што си ги почитуваше многу, Да. кажа нели, кои сме традиционално васпитани и цела роднина што беа роднина на мужа ми ја ги поштуваш, али посебно свекар ми и свекрва ми, затоа што ајде док беше усок, искочиш са бајле, отидемо заедно на работа, вратимо се заедно. Ама като бе у Фершпет, така ја си имаше куферче спремено и стално беше у джип. Не знаеш дали у 12 ќе појдеш негде, па дали ќе се вратиш до вечер или ќе отидеш, па те нема неделю дена. Значи, голема подршка беше прво и од мужа ми да разбере дека жена може да ти биде да го нема дома, што викаше ќерка ми, пројдемо си ми без тебе, вика, дома. Али ипак ако имаше толку врске, никад не сам запоставила да речеме мои деца. Ја беше сопруга, ја беше снаа, ја беше мајка и ја беше снашка, пошто и злва ми се с мене, с нас живеше. Куќу. Значи, муж ми имаше само една сестра. Кираци сакава многу да путуе, еве ова е слика е Не, на тој е да путуе, али пас заврзано нешто у движење. Еве ова е голема височина, да, ова е пелиста. голема височина, оптимисти с мужа ми двојцата, дојдемо до негде с джип, ама тој е на 2412 метри на пелстер и горе смрзнamo, ма срце юначко да издржимо, па вратимо се. Ова е злогласни голи оток. Да, злогласни голи оток. Тек нами од страну да го сликам, едно патување с мужа ми бивша Југославија, да се го видиме заедно и оддалеку го има и од поблиско, али важно тоа е голи оток, пошто пуно немале прилику да го видиш. Ево, се горе доле. Тој се више Скопска околина, тоа е кањон на реку Треску, односно езеро Матка, нели? Сликано на пола пут кад идеш од Скопје према Козек брана. Да. Извонредна беше онај такој панорама од озгора ми како гледа смо и имам повише да го е направено слике. Увек сака смо, ја и целу Македонија с мужа ми смо го шпартале. Ево и ова е дека исто. Сега, покрај Фершпет мораше што деловно, што нешто друго биле обврске да путуju. Ова е 2000-та година. Тоа е Евромаркет форум. Во 2000-та година ми добиваме значи како најдобра компанија на Балкан, уствари беше југоисток, како ќе му дојдеше Европа. И тој са од сви земји луѓе, тој смо заедно сликани. Имаше и така и од Србија, имаше од ЈУМКО представници, беа избрани они од нима и туја е како политичка, да речеме сега лице, Бесник Фетај, министер така у тој време министер на стопанство. Ево дека некои шејци позади гледам. Тој е шејци, тој смо исто Кувајт, беше некој саем, така нас осеќаше се дека ќе има криза. Мислам, ние не може да осетиме, ама западни земји осетиви увек, они се авангарда таму се сместив. Да. И као за транспорт ќе ги треба нели да се заобиколи путиште до друго и ја како представник на Фершпет, туја сам сликана, ова е од приватна фирма, беше од Канадарци, Коста се вика, овие две са од Министерство за стопанство, ја и тој е еден музеј, таму исто владав две фамилии. Па да речеме, владав едни 4 или 8 години, па после другата фамилија. Иначе таму беше забрането алкохол, за све друго, значи мислам дека од едни од најокоравилите да речеме земје што са што применуев, да речеме. Да. Дека Кираца е голем другар, било и ден денеска, тоа важи правило. Ти твои школски другари собирате се, правите се дружбе и тоа се уцврстува и се негуе со години. Да, и исто значено е тој што прва средба 10 години, 82, ако 72 ми завршиме, 82, ја бремена, ама срце јуначко да дојде у Куманово на прославу, а и уште од Сабајле ја ги почувствува дека ќе се породу, ама ја доваѓам и прослава беше уствари на час, беше у школу, па отидемо на гробиште да одадеме почаст на, да речеме, што има сме починати, и по пладнето се враќам, и ја викам, јас се враќам у Скопје. И кица ми вика, каде ќе се вратиш? У Скопје ќе се пораѓам. И ја тачно од Куманово директно на породилни стол. На породилни стол, али што викаш јуначко срце. Да. И такој да, тој прославу го немам, 82, тој беше у
Кумановску бању. Ресторан сам беше. Еве. И после сине ми ga носе смо на 15 години, на 20 години, беше една дечка на 15 години, више не геше да иде с нас, иначе као маскоту. Еве слика од Тој се сви. прославу. Цела генерација. Да. 6 јуни. Значи Не мора сви да ги кажете. Да, не мора. Овие са јазична смер, ова е само Билги, ова е Надет, Шутевска, која е сега у Скопје, ова е Предраг Димовски, Гулински, Славица ли се викаше, Мира Маневска е као професорка, Кице, значи Сотир Стојковски класна раководител, еве га туја Драган по француски, не ни предаваше на нас на јазичен смер и мислам дека треба да биде туја и Бизе, ама зашто го нема? Онда ова е еве га Зоран, овај сам ја, ова е Драго Љупаневски, ова е Ѓош доктор и пуно, ова е Цаци, он почина порано и така. Има и од други средбе. Да. Важно ми имамо список едно на сви овие средбе околу 100 луѓе увек се собираме. Умеѓу време, на пример, некои што се покојни, да последно сек што дојдеме, негде смо 60 и нешто, ама 2-3 средбе уназад смо све по 60 и нешто. А тага она беше и тој организирано бемо у Маврово, у Охрид, бемо на Златибор и тој дружбе биле незаборавни. Еве, доаѓамо до еден од најбитен сегмент на свакога човека, фамилија ми е 79 родена, да. Деца су најголемо богатство, еве го ваша ќерка. Ќерка ми кад ги правеше некои си сесије с Миличевиќ. Ко се вика ќерка? Ќерка ми се вика Ана, родена е 79-то, она е дипломиран економист, одадена е у Белград, зет ми е србин од Хрватско. Има да речем, ајде сега, фамилиарна ни е, беше приватна здравствена организација за офталмологија, а сега ни е веќе од јануари месец болница и веќе се прави операција. Имаш унуку или унука? Не, ова е исто ќерка ми. Дали имаш... Да, од њума имам двојица унуци. Како се вика они? Они се вика Јован, роден е 2009 на Божик, а малат е 2011, 3 март, а на сина ми е 20 мај, исто 2011. Еве да ги поздравиме и Београд и еве да, од сина. Да, и Београд и сви да ги поздравиме. Не, тоа е свадба, да. Тоа е веќе кога се регистрира. И снашка ми е Кумановка, она е унука на Црногорца. Добро. И тој е син ми, тој сам ја, тој смо, кога живееме у куќу у Ѓорче. Тој сваќата на она мајка е Јулишка, на Црногорца ќерка, а татко е Борче Шкуртов. Сега, Кираца, Борче Шкуртов. Еј, чекај да не сгасим. Ти поише путуеш на релацију Скопје Београд, Београд Скопје. Да, сега дека помага на децата, пошто и тој не е бизнис што не е останато. Они се земени 2008, не се прави свадба затоа што тазе му беа починати родителите на зета и немаше смисло да правиме свадба. И 14 души бевме само соберени и тој најубаво се памти. Колку ти га збогатуве живот на тебе, твои унуци? Па много. Па сега у моментот види, само гледаш да е здравје, фамилија да ти е добра, да ги служи добро здравје, а и ја гледам да се го држу здравје и да биду витална, да што повише со нима се дружу. За едну виталност, како што ги имате ви, што е, Кираца, пресудно? Па што е пресудно? Начин на искрено? Е начин на искрено, али ја мислам дека прво позитивна мисла. Тоа е највиш. Тоа е кажано. Тој мене не може да ме извади од не знам што сака да биде. Ја увек случи се нешто, као кога се скрши нешто. Скршило се, ајде нека иде. Имала сам многу проблеми, да речеме и политички, одредени периоди, ама све сам ги. Дури дојде беше на врато и полиција да ме носи во затвор. Ја поминаа, дома никој не знаеше дека се случило тој. Најмалку сакаше на сопруга, најмалку сакаше на деца да пренесу тој нервозу и друго и многу внимава. Да речеме, сега, кад ја пројде в године, затоа што така докато беше фершпет, ја не едеше по цел ден. Само кафиња се штерио смо пиле по 15-20 кафиња на ден. Така метаболизам си го поремети. Па покасно почна више да мислу, сега ми е здрава исхрана, може да речу скоро дека сам веган. А пешачу, да речеме, дневно по 12 километра скоро. Кад сам у Скопје, релација ме партизанска до Ѓорче, кад сам у Белград по булевар
на Коде Смедерево, по 3 сата тамо и има годину дена иду у фитнес, па вежбаше по 2 сата, па гледам дека си претерам, па намали сега и тоа. Да, и сваки ден искочиме на кафе. Воќе поврчите е најбитна ухрана. Да. Грото е тоа. Имам си некој шему, битно е дека скоро месок, дали на 5-6 месеца, еве и вчера, например, значи нешто малце такој стави, сакам тестенине многу, ама гледаш дека више, млечни производи исто сакам. Месо не ме привлекало никад, али млечни производи, сточарско дете. Сакаш, да. Тој сега да кажеме на крај дека кад си работала у Першпет и во кој помагала си на луѓе, свак што доше. Лично па сам имам статуетка примена од мајка Тереза. Да, помагала. Надевам ги. Па ама ја никад не сам се експонирала. Да. Ако беше од Фершпет, они нормално напишат дека е тој Фершпет, ама тој е Фершпет организација. Да. Ја лично што никад не сам сакала да кажуи дека сам помогнала. Остани си тој меѓу мене и тие. И мало, например, дојдев за деца болни, дали ќе дојдев клубови, што исклучок е што ја, например, ако на работнички, помогна да еден период Вардар нема зва паре, од правација да речеме што беа, нема зва паре да се регистрирав, да се пријавив. Не, у одбојку. Значи, први конкуренти, ја викнаги, дојде и даде ги 40.000 денара, да, мисло дека беше 42, 20 беше котизација и уште нешто да се плати, да они после ми направив контра, никад не се експонираше. Значи, ја председател на клуб у Сенку била сам и немаше потребу да се експонирам, али важно помагаше и никад не сам испомнала. Никад не сам испомнала. Кираца, по дефиниција што е кумановска скопјанка или скопјанка кумановска? Тоа е најлошо. Тоа е најлошо. У Скопје или кад се представиш негде, мора да кажеш кумановка си, а кад си помислил сега дека јас сам, ајде, ако не интензивно, на факултет дојде на 72, како се одеде 77, остана у Скопје, али пошто ми беа родители туја, брат ми е туја, другари тој што ви кажа дека тој сега негују, најдемо си се и увек збореше, кад беше на работу, никад. И ја може да кажу дека ми кумановци, ако имаме специфичен, да речемо, дијалект од македонскиот јазик, увек смо ga негувале. Дали смо имале и добри професори, негувале смо ga литературен македонски јазик. И никад не сме ја у Скопје, ако се сретнемо, еве со Сашо Кузмановскага, сретнемо се и зборимо кумановски. Другото, све зборимо литературно. Никад. Мене ми дојде у канцеларiju и ќе ми се обрати и викам, чека, ако зборимо званично, сега како деловни партнери, ќе збориме на македонски, а после тој ќе си збориме на кумановски. Така да не сам забравила да чему тие причини. Сега многу полесно ми е да се изразу на македонски, например, побогатије речник, пошто овај период не сам била туја. Ако збориш, ама збориш онај граѓански, да речем, речник, не онај делован. Било тешко да, ама да. Кираца, на крај, скоро сат ти позвонил, кого би сакала да поздравиш? Па не би сакала посебно да издвоју, кажави ја дека имам многу пријатели, па с тие пријатели и се гледам, така да посебно би ги поздравила и нима, би ги поздравила сви што ќе го гледав емисију, не знам колку ќе ги се допадне, тој што, ете, колку толку, ипак не е мал период, поминало голем период и има што да се збори, ама толку е толку времето за емисијето. Сваки с некои детали нешто си пополни. А ми во прилику ќе поздравимо и вашето родество емисију, ќе поздравимо Белград, твои унуци, унуку. Фамилија? Не, ја би ги поздравила сви, неќе да ги двои. Да, пошто, ете... Многу е, овој период е огромно. Многу време е прошло. Многу време е прошло. Свугде отидеме од Токио, па иде у Токио, тамо најдеш луѓе, па се зеле, па идеш у кино. Ми ти даде едну иницијативу која сте играли с тебе у Текстилец. Да, да се видите да испиете едно кафе. Тој сакам. Таа генерација рукометна успешна. Да, веројатно са живи и здрави, не знам сега од тамо дури и тие слики, а ја никад не кеше да се сликам, дојде, нели Јана беше тој. Да. И доаѓа за тамо. Значи Драган Стојнич, Боба Стефановиќ, Мики Евремовиќ, Бисера Велтанич беше последно, Нада Кнежевиќ. И сега они нормално сви се залетив да се
Рек Грнев, да се снима, усвари да се слика. Ја уживаше многу топку да го жонглирам. И ме виде Златко Голубовиќ и доаѓа и почна вика, што сакаше да играш у Белград? Нада, фудбалски клуб, у Земун. Прв, ама не знам дали постои више и после некој време се згасна. И иницијативу ја имаше да се формира, да речеме, фудбалски клуб. Госе ми предаваше физкултуру, после 4-та година ни беше Душко Георгиевски и така. Дека што беше гостинка, посекувате многу. Фала ти. Тебе што ми пружи можност барем нешто да кажем. И да се видиме друго прилику па да разговараме. И да ти честитам дека како емисија може да си го заштитиш како бренд. С камермана заедно го работиме. Да, заедно, да. Предпоставljam дека тоа е едно, како се каже. Нормално е. Тој се ретки такви емисии и гледам дека имаш нели јубилејкат ми кажат дека има 150 и али тој посебно да не биде туе да оптеретуваме, идеја што ти кажа. Идемо дале, да. Идемо дале, да се прави нешто друго. Денеска гост беше Кираца Трајковска, наша позната кумановка, све најбоље и пријатна вечер.